Дождот и силниот ветер кој носеше се пред себе направи штети во неколку општини на истокот. Урагански ветер однесе дел од кровната конструкција на Штипската клиничка болница. Поради паднатиот лим од кровната конструкција, дел од пациентите од одделението за ортопедија се преместени на другите одделенија во болницата. Тоа се пациентите од ортопедското дел, некаде околу 15 до 20, бидејќи тоа не е целиот дел од ортопедското одделение и операционната сала на ортопедија, но бидејќи имаме и други операционни сали, ќе се адаптира, ќе се прилагодиме за да ги пружиме на време нашите медицински услуги. Денес од болницата информираа дека е испратено известување до сите здравствени институции во регионот до санирање на штетите да не се препраќаат пациенти со скршеници во Штипска клиничка. Невремето направи штети и на други институции и домовите на граѓаните. Морам да констатирам дека е предизвикана материјална штета на приватни имоти, на институции. Имаме доста случаеви евидентирано во повеќе населби, нападнати дрвја, гранки, кровни конструкции, оштетени возила. Краткото, но силно невреме предизвика големи штети и во Кочани. Општината веднаш ги мобилизираше сите расположливи средства и кадар и уште пред да падне мрак започна интензивна акција за расчистување на најкритичните точки. Приоритети ни беа блокираните патишта, каде речиси немаше село каде да не е одсечено од паднато дрво. Блокирани беа патиштата помеѓу село Бање, село Тркање. Во Тркање имавме големи штети, се работи на терен, се расчистуваат дрвата. Според нашата евиденција, 85 до 90% од се што е пријавено го реализиравме максимално брзо. Материјални штети од невремето се регистрираат и на подрачјето на општините Пробиштип и Свети Николе. Според информациите на Хидрометеоролошкиот завод, во последните 24 часа најмногу дожд наврнало во Штип 18 литри на метар квадратен. За Сител, Трајан Ристовски.